слушам. Каков човек си ти? Човек кој е изневерен. Ти се колнам дека јас ништо не знаев. Ти знаеше дека сестра ми не те сака тебе, така? Зошто кога девојките од половина кили сакаат да се венчаат со тебе, зошто ја присили да се омажи за тебе? Тоа не е одговор на моето прашање. Види, и Ед почна да се вознемирува. Не би сакала да задосниш на медениот месец. Те преколнувам, те молам. Ова се глупави обичаи. Што ќе добиеш со тоа? Што ќе добиеш ако сега јас овде бидам твоја? Зашто ќе се одмаздиш? Ти и твојот маж Ердем, гледајки ме во лице, ме пониживте пред целиот Килис. Ме изневеривте. Сега ти, како што ме изневери мене тој ден, така ќе го изневериш и твојот почитуван маж, твојот животен сопатник. И тоа секој ден со лажење, гледајки го во очи. Така и ти, Ердем, ќе сватите колку остро чувство е да се биде изневерен. Но ова не е одмазда, умор. Мене изминатата година ми помина правејки планови за одмазда. Ова за вас двајцата може да биде само добра лекција. Но, како што разбирам, ти не прифаќаш. Заврши ја работата. Застани. Молам. Излези. Се предомислив. Умор, душа. Сите во животот треба да се жртвуваат за нешто. Доаѓа таков момент што човек се откажува од себе си. Живее само за саканите. Уште колку ќе чекам?
Господин Аден ме замоли да ви пренесам дека му е многу жал и се извини. Чекај, после толку чекање ми велиш дека нема да дојде, нели? Во последен момент му испаднал некој голем проблем. Има нешто многу. Јас во животот Кажа не дека сум видел лично ќе вакво ви нешто, изјавил така да му подоцна. пренесеш. Ваква глупост не сум доживеал. Ало, Ало? Што се случи? Не се јави веднаш. во чантата ми беше, не го слушнав. Тебе ти заврши состанокот? Немаше никаков состанок, Омур. Човекот 100 сати ме задржа и не дојде. Многу сум нервозен, навистина. Ми го уништи најубавото утро и не дојде. Како да ми гори мозоков од нервоза. Како и да е. Веднаш доаѓам крај тебе, мила. Штом ќе те видам, знам веднаш ќе се смирам. Нема да дозволам никој да ни го расипе денот во ред. Во хотел си, така? Ти добра ли си, мила? Добро сум. Добро. За колку време ќе дојдеш? Па има едно 45 минути. Летам, ајде. Те бакнувам. Добро дојдовте. Омур. Ете го мојот смирувач. Ке се наводениш. Зошто излезе јас доаѓав кај тебе? Да не тргам на пат вака. Да се пресоблачам. Значи цело време пцуев. А глупакот толку инсистираше денес да се сретнеме бидејќи немал време друг пат. Морал да оди по не знам уште колку држави. Да се сретнел со некои други влијателни луѓе. А јас прв ден од медениот месец одам на состанок со господата и тој човекот не се ни јави. А ти воопшто не зборуваш. Очекував да ми дрдориш. Зошто? Па имаш доста материјал. Како беше, чекај. Беше септември 2009. Воопшто не заборавам. Со дедови бевме нововенчани, ама него парите го ослепеле. Бидејќи доаѓаше еден голем инвеститор од странство и првото утро од медениот месец мене ме остави. Ама секако си го најде своето. И луѓето го зезнаа. Не за друго, ќе ме посрамотиш пред внуците. Да не завршеше толку лошо ќе ти зборував. Ама сега нема. И ти нема да се нервираш кога ќе се сетиш. Јас да исушам косата и веднаш доаѓам. Љубов? Некако си ми чудна. Ти сериозно лута да не си ми? Не, Душо. Зошто да сум ти лута? Луѓе кои ги чекаш една година. Навистина. Да разберам. Само одвај чекам да излеземе од овде. Еве, види, го исклучив и мобилниот. Од овој момент сум само твој. И ќе направам се за да ме простиш. Медениот месец ќе ни биде како сон. Сега почнува сцената. А да, се јави и синам да ни честита.
Сака да му одиме на гости некоја вечер. Нели се шетаат со јахта, знаеш? Што велиш? Амур. Охо, ти уште од прв ден не ме слушаш, а? Многу убаво. Не те слушам. Нешто се замислив. Синан велам, не покани. Ти кажувам затоа што го сакаш Синан. Како и да е, друг пат нека не покани. Да стасаме, па ќе видиме, миличок. Ти како сакаш, мила. Омур. Добра ли си? Изгледам и од алергијата. Ало? Здраво, господин Ердинч. Здраво. Се зачудив кога ти го видов името, Джесур. Сега сум во Истанбул. Сакам да зборувам со вас. Може да се видиме? Битно е, господин Ердинч. Сакав денес да одам во фирмата. За саат време ќе бидам во канцеларија. Таму ќе те чекам. Се гледаме. Нели ова антипатично ме пречекува на Бавча? Ми се гади од него. И тебе добро утро, душо. Извини, миличок. Што да правам, погледни го. Не ти се здосадили се исто? Девојката се потрудила, направила? Ама не успеала, нели? Што има потреба да се изложува? Сите се смеат под мустак. Ни тоа не го гледа. Се врукаме. Современа уметност било. Каква занимација? Земи малку глина, искриви, направи форма и ете ти уметност. Не разбирам. Мамо, Добро утро. добро утро. Што мрмориш ти са бајлечки? Ништо. Го гледав ремек делото. Тебе многу ти се допадна тоа. А да направам уште едно на влезот, а? Ти денес задоцни за чудо. Сега излегувам. Да доручкуваме. Јас јадев во кујната. Тогаш заедно да излеземе. Нема потреба. Се гледаме. До гледање. Значи, како за Ине, тамо напиша за Истанбул. Така ли, Керко? Така ли? Уф. Абе, бунт ке се крене. Жими Бога, бунт ке се крене. Ај, види, залудно ќе изгубиш година. Што дека минатата година доби? А? Ама мајка ти не дозволи. Да, но не сакам да студирам на друго место. Е, Боже. Тетка Дилбер, помогни ми. Ти ја знаеш слабата точка. Не, мила моја, не ме мешај во тоа. Не. Оди самата и кажи. Аман веќе, сите се почитувани во оваа куќа, мене види како ме третираат. Со недели крием како да е срамота. Резултатите ги видов од интернет. Останав запрепастена пред компјутерот. Нема ли ниту еден во куќава да ја споделам радоста? Епа, запиши овде некој факултет, тогаш види како ќе ја споделиш радоста. Мајка ти ќе заколе теле како курбан. Ама, ајде бе, тетка Дилбер. Ти полека ќе ја кажеш на мајка ми. Ајде, да умрам ако не кажеш. Види ја бе, Бог да чува, Господе Боже. Не вели така, ма, не вели така. Бог да чува. Веќе реков, да умрам. Види, повторно рече. Бог да чува. За инаетот иста си како мајка ти. Господи, помогни ми. Што да правам? Полека. Ајде да те видам, хероју мој. Ајде. Господът ја прифати молитвата. Амин. Утрово го испи апчето за притисок, нели? Нели ти ми го донесе? Добро сум направила. Што преташ така како црви да имаш? Ајде кажи ми што има да кажеш. Што да кажам? Ништо нема. Онака, добро е кафето. Убаво е. Да ти се позлатат рацете. Колку брго расте Доан, нели? Лазеше, потоа проде и еден ден гледаш почнала на школа. Пораснала, биднала за мажење и еден ден гледаш стигнала да се запише на факултет. Мислам на Дујгу.
Излегле резултатите? Господјо Медиха, ти си видела се во животот. Мислам, разбрана жена си. Сакам да кажам... Во Истанбул ли ја примиле? Каде е таа? Во Којна ли? Да. Господјо Медиха... Нели ти реков дека не може во Истанбул? Мамо, знаеш ли колку студенти во цела Турција влегуваат во тој смер? Место да се гордееш со керка ти? Молчи. Ти ги прегази и мајка ти и татко ти. А јас да се гордеам со тебе. Јас да се гордеам со тебе, а ти полесно да не прегазиш. Мамо, зошто вака ми правиш? Јас не те прегазувам. Упорно се трудам да ти објаснам, ама ти не ме слушаш, мамо. Друг веќе, мамо, друг веќе. Веќе керките не седат ке нивните мајки. Прибери си го јазикот малку, да не ти го искинам јас. Ти благодарам. Добро што ти реков полека да ја кажеш. Навистина многу добар избор, господин Ердинч. Со здравје да го носи господјата. Пријатно. Пријатно. Каде е господинот? Сега излеза господина Шукро. Господе, Што е господина Шукро? пратките се измешале. Сме ја дале торбата за господја Севџан. Малку повнимателно, внимателно. Ало? Добар ден, господи Ајтен. Овде е Шукру. Како сте? Благодарам, вие како сте? Повелите, господине Шукру. Се молиме за ваше добро. Му се јавив на господин Ердинч, не можев да го добијам. Па мора вас да ве побарам. Овде се направи една збрка. Сме му дале погрешна пратка на вашиот сопруг. Ердинч ми купил ташна? Јас веднаш ќе ја направам потребната исправка. Торбата веднаш ќе ви ја испратам дома. И се ќе се среди. Во ред, господине. Ништо не расипавте. Вие ташната испратете ја кај Ердинч. Повторно се извинувам, господјо. Молам. Пријатно. Молам. Ало, Айлин. Погоди што се случи. На вчерашниот бал господја Севги и господја Гюлчи имали исти тоалети? Леле, колку си смешна. Не се мачи, нема да ми го уништиш денот. Татко ти ми купил ташна. Сака да ме изненади. Ама не знае дека знам. Не сакам од тебе да забележи. Како тоа? Се измешале пратките. Господин Шукру се јави и ми кажа. Убаво, нема да примети. Значи, Ајлин, јас сум возбудена и споделувам со тебе. Види со каков тон зборуваш. Биди малку пожива, Керко. Каква девојка си ти? Вечер ќе направиме журка, мамо. Сите ќе славиме за твојата ташна. Аман добро. Се покајав што ти се јавив. Мамо, сконцентрирана сум на друго. Сега креирам нешто за тоа. Инаку на вистина голема вест. Едве чекам да дојде вечер. Со здравје да си ја носиш. Благодарам. Се гледаме. Секако ако ја купим за тебе. Дилек? Дилек? Здраво, господи Ајлин. Здраво. Дојде господин Ердинч? Најверојатно е дојден. Јас ќе му кажам. Не, јас и онака имам закажано. Довидување. Добре дојде, Джесур. Здраво, господин Ердинч. Повели седни. Измислиле се за да не излеземе од соба. Многу убаво. Што правиш? Да ги отвориме коферите. Мила моја. Има многу поубави работи за правење. Љубав, многу е топло. Јас да...
да одам да се освежам. Добро. Омур, Доаѓам. мила моја. Душа. Љубов моја, Што се случи? јас не можам сега. Како мислиш? Па видов едно изненадување во тоалетот. Не, мислам, женски проблеми. Не сега. Се извинувам. Молчи. Не мислам дека тоа е вина. Омур. Има ли некој проблем? Мислам, нешто друго. Не, јас само сум напната. Можев подобро да пресметам. Ти луда ли си? Тоа е нормално. Веќе сите денови се наши. За нас секој ден ќе биде еден месец. Де излеземе малку на воздух, а? Добра. Тогаш јас да се пресоблачам, а? Добра. Да знаете дека ова е најдобрата цена за суровините. Понудата ти е навистина привлечена. И не само тоа. Всушност понудата ми е следна. Јас веќе не сакам да обезбедувам само суровини за пазарот со злато. Штом суровините се во мои раце, дојде време тоа да го претворам во привилегија и би сакал да работам со вас. Ви го зголемувам капиталот и сакам да ви бидам ортак. Се зачудив. За мене е изненадување. Го пресмета убаво ризикот на твојата понуда во оваа ситуација? Не правам ништо без да пресметам. Многу детално пресметувам се. И не се плашам да преземам ризик. Тоа е правило на растот. Кризните моменти се шанса. Кој е итар, тој добива. Што велите? За оваа тема треба да зборувам со Ердем. Тој е на меден месец. Знаеш дека се венчаа со Омур? Знам. Прочитав од весниците. Понудата за цената е навистина многу добра. Но мене ме копка другата работа. Свесен сум. И јас тоа сакав да кажам. Јас бев виновен во тоа. Денес многу јасно можам да го видам тоа, но тогаш се случија некои работи. Јас ја сакав сестри на Омур, господин Ердинч. И тоа многу ја сакам. Не можам да очекувам да не сватите нас и нашите навики. Но можам да ви кажам дека тогаш тагата и гневот ме заслепија.
Не ја бранам логиката на обичаите, но таму обичајот е закон. Згора на тагата на мајка ми и таа почна да вели да не озборуваат луѓето. Поради тоа јас многу запнав да се венчам со Омур. Но сега кога размислувам, добро е што Ерден бил таму. Добро што ја зема Омур. Што друго би можеле да направиме освен да се караме со Омур? Мислам, точно е тоа. Не ги знам вашите обичаи, ама многу добро знам дека ти ништо не си заборавил. Ако општеството греши, некој треба да направи нешто за да го поправи тоа. Ердем го направи првиот чекор. Јас да сакав да се одмаздам, за 1 година ќе го направив тоа. Не дека не размислував за тоа, но потоа, кога ми се ублажи болката, сватив дека најдобро е тој настан да го закопам по минатото. Однос кој ти доликува тебе, Джесур. Подобра си сега? Колку е бистро морето, нели? Да. Кога ќе погледнеш, гледаш се што има внатре. Бистро е исто како тебе. Омур, душа моја, не мора ништо да криеш од мене. Знаеш, нели? Нема ништо што не може да зборуваме. Што не може да го средиме. Ништо нема. И не треба да има. Омур, за твоите очи има некоја тага. Има нешто. Мислам, има нешто што не можам да го дефинирам. Како нешто да те копка. Што е тоа што те растажува? Не мислиш сестра ти, нели? Се чувствуваш виновна. Може би не требаше толку брзо да се венчам. Ама што да правам? Не може да се стрпам. Веќе не ме фаќаше сон под ист покрив, а во други соби да сме. Се извинувам. Но сега можам да те чекам колку што сакаш. Само не заборавај дека те сакам и доволно е. За ништо не се чувствувај дека си задолжена. Мене ми е доволно само да те прегрнам. Но нема да ја заборавам и прекрасната ноќ што ја минавме. Си одита? Да, довидување, госпоѓо. Повелете повторно. Од сега често ќе доаѓам. Се гледаме. Состанокот траеше подолго отколку што мислев, мила. Што да правам? Мислиш нема да ти купам се што ќе посакаш? Секако, мила, каталогот е пред мене. Ја купив таа што ја сакаше, не грижи се. Не можам да ветам за вечер. Можно е вечер да не можам да дојдам. Стрпи си уште малку, те молам. Подоцна ќе направиме проценка за таа тема. Довидување. Пријатно. Што зборевте тато 1 час? Што бар овој човек овде? Веќе почесто ќе сме се гледале. Зборува некакви глупости. Седни. Ми понуди партнерство. Што? Сериозен сум. И тоа со многу добри услови. Ни даде многу добра шанса во оваа кризна состојба. Каква глупост! Овој човек мисли дека сме глупави? Добро, што наумил овој? Јас не мислам дека има некој план. Се до ова ние имавме многу добра соработка. И тој сака да работи со луѓе во кои има доверба. Значи во нас ли имал доверба?
истото? Ердем, може да се рече дека од него грабна девојка. Зборуваме за ментално болен човек кој на денот на венчавката ја убил својата жена и сосила сакал да се ожени со сестри. Ние колку можеме да веруваме во него? Жена му се самоуби, Ајлин. Значи ти си убеден во тоа? Ердем и Омур ќе полудат кога ќе го слушнат ова. Не одлучив ништо. Секако дека прво ќе зборувам со Ердем. Те молам, дозволи ова јас да му го објаснам. Јас нема да му се јавам. Нема да му го упропастам медениот месец. Остави ги тие предразуди. Джесур не е злонамерен. Ми ја опиша ситуацијата од негова гледна точка. И самиот прифаќа дека на почетокот постапил чувствително, сгрешил. Му бил благодарен на Ердем зашто го спасил од таква грешка. Ташната е одбрал до овој каталог. Господинот Шукру и се јавил на мајка ми. Изгледа имало некоја грешка. Мајка ми леташе од радост. Како ти текнало така? Мајко, ја завршив работата, се враќам денес. Нека сготват нешто вкусно за синти. Во ред, сине. Побрзај да стигнеш за Алвата. Алва? Кој починал? Каде и да е? Кој? Ти прво дојди. Мајко, што велиш? Не разбирам, дали си играш или сериозно кажуваш? Дојди ти велам, сине, дојди. И ајде, сега не ме задржувај. Тој го, Керко! Тој го, Керко, симни се! Ке се лизнеш, ке се случи нешто! Ах, Господи! Остави ја. Нека не се плаши. Скокни, ајде. Ајде да те видам, ако можеш. Ма може ми Бога ќе се фрлам. Ако не студирам во Истанбул, за мене нема смисла да живеам. Не глумам, да знаете. Господјо Медиха, леле Бог да чува, ке се случи некоја несреќа. Доста! Доста века со тие глупости. Не осрамотевте пред цел Килис. Бог да чува. И тој што го измислил телевизорот. Што е ова, бе? Многу убави работи гледаат денешни деца. Ако ти отидеш во Истанбул, јас ќе се фрлам од овде. Аман, мамо! Што, мамо? Што, мамо? Јас имам една ќерка. Јас не те недов на улица. Мал ли е Килис? Не ти ги собира роговите ли? Оди. Оди ако сакаш. Факултетот во Истанбул и овој овде не се исти. Која е разликата? Нема да те оставам сама во таа гужва. Место секој ден да умирам, подобро еднаш ќе умрам. Ајде, оди. И јас ке се фрлам. Ајде, дозволувам, оди. Простено ти е за се. Лизне, господјата! Прости ми, веќе, Господ. Добро, ајде, тргни се. Тргни се, ајде, еден ден ќе ме полудиш. Нели ти и брат ти пред многу години ме полудевте? Возрастна жена сум се качила овде. Ќе кажеш ли нешто? Ама, тргни се од овде. Ајде, симни се долу, ајде, ќе се лизнеш. Готово ли е со Истанбул? Ајде, ќерко. Ајде, дојди. За мојата сопруга. За мојот живот. Ако не ти се допаѓа рибата, може друго да нарачаме. Не. Нешто немам апетит. Изгледа воопшто не ти се допадна подарокот. За свадбата. Часовникот. Воопшто не го носиш. И герданот не го видов. Да. Ми беше срам да ти кажам. Додека те чекав, излегов да пешачам. Изгледа не сум го затворила убаво. Ми паднал. Како што ти велам, не можев да ти кажам и многу ми е жал. Зашто ти е жал? Штом се вратиме, ќе ти купам нов. Герданот најверојатно е во соба.
Мене изгледа не ми е добро од пијалокот. Мислам ми се спие. Се разбира, веднаш стануваме. Не. Ти ако сакаш остани. Јас ќе си одам. Сам да седам. И онака се заситив. Еден ден ќе надокнадиме се во ова. Ти ветувам. Ајде. Да одиме. Што ја надојду, мајко? Зошто не дојде на вечера? Има некои глупави жилби. Каде што одат предните тркала, таму и задните, така е. Те гледа тебе и... Ајде. Човек да не праша ништо. Девојчето ти завидува. Запна да оди за Истанбул. Што има во тој Истанбул? Една година никако да дојдеш овде. Некој нови обичај. Ти сигурно нешто матиш, Ама чекај, ќе видиме. Добро што ја отвори темата, мајко. И јас сакам нешто да кажам. Со работа одам во Истанбул. Таму ќе живеам. Полека. Откаде излезе сега пак ова? Една година се подготвувам. Овде не можеме да напредуваме. Се знае на кој степен сме. Ама ако ја искористиме кризата... Не полудове, синко. Зарем, човек би го оставил родниот крај, а? Сме напреднале колку што требало. До небо ли ќе стигнеш? Што ако ја прошириш работата, а? Да си одиме одовде, мајко. Па што ќе биде, ќе видиме. Ама... Нема ама. Свесна ли си, мајко? Како останав меѓу луѓево? Како издржав по тие случки? Ми се смачи од луѓето што не вредат ништо и што ме гледаат и не жалат. Значи мене не ме прашуваш. Ти веќе си одлучил. Не е време за прашување. Раскрсти со ова место пред една година. Уште од таа ноќ. Како и да е. Јас си легнувам. Ке зборуваме друг ден подетално. Лека ти ноќ. И на тебе. И детето е во право. Господе, ти знаеш. Уште еднаш нема да спомне да оди во Истанбул, лудо девојче. Ја видели господја Медиха? Се качи на покрив. Во вакво време да го пуштиш девојчето? Медиха е во право. Овде ли си Рашид? Повелете, господјо Медиха. Јас почнав да се плашам од ова лудо дете. Зошто? Имам лошо пречувство за ова. Направи едно истражување за мене. Што прави во Истанбул? Со кого се сретнува? Какви бизниси води? Дознай се што можеш. Нема тој многу памет во главата. Лут е, не мисли што прави. Да не сгреши некаде. Те молам, види, те молам. Не грижете се. Дајте ми само неколку дена. И се ќе дознам до најмал детал. Не грижете се вие, господјо. Ти благодарам. Имам доверба во тебе. Душе, ова е неверојатно. Имаш многу добар вкус. Навистина ти се допадна? Ми се допадна. Многу. Денес не е некој посебен ден, нели? Си мислам, не ми текнува. Сигурна сум дека не сум заборавила нешто. Онака ми дојде да ти купам. Не може ли? Бидејќи со години не ми купуваш ништо, освен за роден ден и годишнини, ме интересира на што се должи оваа почит. Да, признавам. Лошо се почувствував.
Иако често правам изненадувања, нема да го постигнам истиот ефект. Можеш да купиш 100 вакви, но најважен е изразот на лицето. Душо моја. Миличок, многу те сакам. Не можам да те гледам во очи и да живеам со ова. Прости ми. Омур! 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 Омур, мила моја. Што правиш ти овде, а? Многу се исплашив, помислив дека нема да стигнам. Многу се исплашив. Овде сум, сонце моје, овде сум, добро ли си? Немој да се грижиш, во ред, покрај тебе сум, во ред? Во ред? Секогаш ќе сум тука. И сестра ти е со тебе. Таа би сакала да бидеш многу среќна, Омур. Би сакала да живееш. Ајде. Ајде, дојди. Ајде. Ајде, дојди. Заврши? Аха. Ти што направи? Се подготвив. И онака не ги ни отворивме коферите. Изгледа сега ги носат во автомобилот. Многу сум лут на себе. Те молам, не ли така? Кога те гледам тажен, се мразам себе си. Те молам, немој. Што ќе беше синоќа да не стигнев? Мило, зошто не ми рече дека е рано за овој брак? Зошто не ми рече? Зошто не беше рано? Од сега па натаму. Каков и да имаш проблем, прво сакам да го споделиш со мене, во ред? Вети ми. Омур. Вети ми. Ветувам.
Зошто инаку се венчавме? За да бидеме животни сопатници. Веќе не си сама. Во твојот живот има човек на кого можеш да му веруваш цел живот. И јас имам доверба во тебе, ти ветувам. Само така може да продолжиме. Нели, Дучо? Госпожо Дилбер? Господине, извинете, изгледа направив малку галама. Каде е клучот од собата? Да го донесам? Ајде, дај. Доаѓам. Се спаси од мене. Сета омраза, целиот гнев ми го остави мене и си отиде. И сестра ти отиде. Одалечувајќи се секој ден, таа полека си создаде нов живот. Јас бев во искушение, во огнот во кој ме фрливте, но станав многу посилен. Не станав пепел. Сега редот е на сестра ти. Таа ќе плати за се што направи. Гледај, Илнур, гледај како гори огнот кој го запали. Гледај, духот твој ниту за миг нема да биде мирен. Исто како што не е ни мојот. О, добро утро, господја Медиха. Баш тебе те барав. Сега ли се будиш? Зарем би спиела јас до ова време? Читав молитва за покојникот. Нели денес е четврток? Господ нека ја прифати. Нека му е лесна земјата. Амин. Децата се разбудија ли? Господин Джесор е во собата. Утрово го побара клучот. Од каде излезе сега ова? Што знам? Не остава да испразниме таа проклета соба. Да фрлиме се од неа.
Зошто ја заживуваш старата рана? Доста е веќе. Ќе ја испразнам целата соба. Нема ништо да оставам од неа. Залудно се растажуваш, синко. Ти направи што требаше да направиш. Нема зашто да мислиш, синко. Алалда те воопшто не те интересира. Што? Што се случи синоќа? Знам да, ама не знев дека татко ми толку се разбира од ташни. Чудо. Татко ти е златар, душо. Тој добро знае да задоволи жена. Тоа му е професија. Да, тоа му е професија. Сака да ја покаже. Минаа 17 години. Како фина е ти имаш. Јас му простив, ти не му простуваш. Ете призна дека му е жал. Му прости ли навистина? Мислам од се срца. Секако. Толеранцијата е услов во бракот. Секој може да сгреши. Навистина не те разбирам, мамо. Како можеш да му простиш? Како заборави? Како можеш да прифатиш некого кога знаеш дека бил со друга жена? Да, многу патев. Ама, Ердин се заколна дека било минливо. Не можел да го спречи тоа. И тој беше многу млад. Каде ќе одев ако се разведов од него? Немаше вас да ве даде. И жените го нападна, а јас бев посветена на вас и го запоставував него. Халал да ти е. Уште малку ќе се обвинуваш себе си. Бракот е за двајца, мила. И претежно и вината е за двајца. А од каде знаеш дека нема да се повтори? Како можеш да му веруваш? Повеќе сакам да верувам. До денес не видов да направи уште една грешка. Веќе е човек во години. Веќе ќе стане и дедо. Ако минатото го оставиме во минато, се ќе биде убаво. Верувај ми, не правам намерно, мамо. Не правам намерно. Добро дојдовте, господине. Добро ја најдовме. Речи му на Али да ги земе куферите од кола. Во ред, господине. Здраво, Ердем? Здраво. Душо. Што се случи? Зошто се вративте рано? Повели седни. Дојдовме, ете. Не ги завршив работите како што треба за да си одам. Мислев на работа. Помислив нема да можам да се одморам, па и ветив на умор дека ќе ја носам кога ќе бидам послободен. И таа со разбирање го прифати тоа. Татко ми каде е? Како и секогаш во работната соба е. Умор? Ке се напиете ли нешто? Благодарам, не сакам. За мене може. Добро. Ти стани, барем раскомоти се малку. Некој има тука работа да го испрашува брат ми. Леле. Ги донесов куфирите, господјо. Може тука да ги оставиш. Ердем, Благодарам. всушност, тука можевме без тебе уште 2-3 дена. Што е толку итна работата? Имаше проблем со врската која што сакам да ја воспоставам со странство, знаеш. Ќе се редев се, ама човекот не се појави.
Не може заради неговите обврски да оставиме да пропадне целиот труд, разбирате? Тоа е, значи. Сигурен си дека не се случи нешто друго? Изгледа не можам да ве убедам вас жените, а? Толку од мене. Сериозно други причини немам. Не, откачувај. Омор чудно изгледаше. Мамо, го прекинавме медениот месец на пола. Нормално ќе се налути. Одам јас кај татко ми. Сигурно има нешто кај нив. Ердем е многу загрижен. Јас ти реков дека не ќе можат овие. Леле, мамо, па ти веднаш да ја обвиниш Омор. Не ја обвинувам, но се гледајте. Да не може заедно со Ердем. Јас да ја проберам Омор. Дури задоцни. Аман, немој да ја оставаш сама. Тато. Ердем? Што е, рано се врати, што се случи? Тато, после да зборуваме. Доволно беше изјави што давав досега. Така требаше и се вратив, ете. Добро. Дојдете тогаш. Гледам, занесен си во нешта. Леле. Би можел да направам една огрлица за Омур од ова. Секако. Но треба да се обработи уште. Па продолжи тогаш. Едва избегав од дневна. Ќе ми дојде добро тишина. Ердем, јас сакав да зборувам со тебе. Ајде, дојди да излеземе на балкон. Мило ми е што ви се допадна. Јас многу ја сакам Фоча. Но лошо е што го прекинавте одморот и се вративте. Можете да останете подолго. Друг пат, здравје, што да правим? Да се распакувам. Остави, душа, Сундус нека среди, се уште не се навикна. Што знам, толку години сама ги вршам своите работи. Омор, и од мене ли ке криеш? Што е проблемот? Кажи ми, се каравте ли? Верувај, нема ништо друго освен тоа што го кажавме. Жими се нема. Џабе се колнеш, не ти верувам. Како и да е, нема да ти вршам притисок повеќе. Во меѓувреме се случија баш добри работи. Како мислиш? Чисур дојде во фирма. Од каде пак сега излезе овој човек, тато? Што бара во нашата фирма? На почетокот јас се вознемирив, но не е како што мислиме. Ми понуди партнерство. И ти го послуша, нели? Така ли? Да. Седни, смири се и послушај ме малку. Те молам. Ама те молам, ти немој никому да кажеш, добра? Татко ми сам сакаше да зборува со Ердем. И тој ќе зборува со тебе, сигурно. Татко ти поверувал во тоа што тој го кажал? Не знам. Бога ми изгледаше дека е импресиониран. Но јас не ги знам деталите, не знам зашто поточно зборувале. Добро, а што му понудил? Не знам. Не праша? Не дозна ништо друго? Не паничи толку веднаш. Ти реков дека не знам, душа. Но добронамерно дошол. Што знам, Омор? Мислам... Што знам? Чуден човек е. Види, Ердем, треба и него да го разбереш. Вечерта кога се оженил, жена му кажала дека сака некој друг маж и се самоубила. А тогаш што се женил со девојка која не го сака? Јас видов човек што се покајал, Ердем. Јас сватил грешката, сака да го заборави минатото. Добро, нека стои подалеку од нас. Во оваа криза и тој не сака да сгреши со работата. И кога бизнисот со странците ни пропадна, тогаш баравме друга алтернатива. Инаку тогаш ќе треба да се смали фирмата, а не... Тато, тој сакаше да се жени со жена ми. Се сеќаваш, нели? Не дека ја сакал. Колку пати ти раскажав. Тој всушност ја сакал Илтнур. 12 години ја чекал. Од тогаш не знаел што прави и само ги почитувал обичаите. Помина 1 година од тогаш.
Тој не ти е непријател. Напротив, ти се заблагодарува. Тој е Джесур? Здраво, господин Ердинч. Вие не се јавивте, се загрижив. Изгледа се уште не зборувавте со Ердем. Ердем не беше тука. Сега се врати. Токму зборувавме за тоа и ти се јави. Навистина? Што рече? Како што кажав, сега зборувавме. Се уште ништо не сме решиле. Разбирам. Може и јас да зборувам со Ердем, мислам, ако не ви пречи. Сака да зборува со тебе. Ти го давам. Зборувај, ајде. Ајде. Ало, Здраво, Ердем. здраво. Ти кажа татко ти зашто зборувавме? Ми кажа. Но тешко ти е да поверуваш, нели? Имаш право, јас да бев на твое место, немаше да ти поверувам. Зошто ние? Со оваа понуда многу лесно можеш и друг партнер да најдеш. Точно. Пред да го направам овој чекор, јас размислих многу. Доста се мислев. Не можам да речам дека има само една причина. Има еден куп причини. За работа знам дека можам да ви верувам и вие ги имате сите услови што ми се потребни за работа. Дали е паметно да се продолжи со започнатата работа или да се почне од нула? Во моментов никој нема пари за фрлање. Да. Изгледа ова е добра причина. Ама не мислам дека сме единствената алтернатива. Сушност нема многу алтернативи. Во право си, имам уште една причина. И таа е побитна од првата. Сакам да ми опростите за да можам и јас да опростам. Ви го честитам бракот. Му кажав и на татко ти. Јас ти должам. Ме спаси од голема грешка. Дај Боже да ми дадеш шанса да ти се раздолжам. Прво треба да се консултирам со жена ми. Омур ќе го има и ќе го каже последниот збор. Разбирам, во право си. Добро, тогаш јас ке чекам. Довидување. Довидување. Рашид, ти ништо не слушна. Одам во Истанбул. Спреми ја колата. Во ред, господине. И? Што велиш? Како што реков, ќе одлучи Омур. Ова е многу важна одлука, свесен си, нели? И жена ми е многу битна. Тато, ако сакаш да соработуваш без мене... Ердем, не зборувај глупости. Ти повторувам дека тој беше многу искрен. Можно е, да. Но морам да ја кажам и на Омур за да не се грижи. Ако не прифати, нема да инсистирам. Јас да отворам. Се качи ли Джесур на авион? Се качи. Дај Боже да се врати. Господа е со него. Јас да го проверам јадењето. Што е, Рашид? Сакаш да кажеш нешто? Да, господја Медиха. Може да седнеме малку? Како што рековте, известно време истражувам што прави Джесур, што и кои му се плановите во Истанбул. Исто дознав дека се допишува со некој, се труди да склучи партнерство со некого, но не дознав со кого сака да работи. И? Не сакам, дека вие знаете.
Ме предупреди да не кажувам никому, но немаше потреба. Што и да ми кажат, не кажувам никому. Но мислам дека ова морав да ви го кажам вам. Какви работи врати Рашид? Не знам што наумил, но ме загрижи фирмата на која и понуди партнерство. Ме збуни. Господе Боже, од каде излезе сега тоа партнерство? Зарем има потреба од партнер? Кого ли познаваме ние во Истанбул? Никого не познаваме добро. Запна партнерство па партнерство. Кој е тој? Семејството добро го знаеш. Кога? Сојкан. Што? Добро. Ти нема да поделиш со мене што те мачи? А мене ми зборуваш. Ќе ти кажам. Ама нема да ти се допадне тоа што ќе ти го кажам. Сепак треба да зборуваме. Добро, во ред. Ние, кога бевме на меден месец, дошол Джесур кај нас. Зошто дошол? Сака да соработува со нас. На почеток многу му се налутив на татко ми зашто не го избркал. Ама потоа и јас зборував со него. Некако како искрен да беше. Изгледа добро намерен. А и добра понуда има. Не може. Добро, не се разбирам од твојата работа. Може би и немам право да се мешам, но не можам да поднесам да го гледам Ердем. Те молам, немој. Во ред. Јас и онака му кажав дека треба ти да одобриш. Нема да биде ако не сакаш. Омур, види. Джесур му кажал нешто на татко ми. Му рекол дека многу се кае, дека сака да ти се извини. И мене така ми рече на телефон. Вели, за јас да си простам, треба и вие да ми простите, така рече. Помислив дека би било добро тоа да го знаеш. Тоа ќе ја врати сестра ми од мртвите? Што е, мамо? Зарем сега не смеам ни да бидам тажна? Разбрав дека не одам во Истанбул, но дозволи ми барем да жалам. Знаеш само да зборуваш, машала. Барем еднаш само слушај. Кога треба да се оди? Каде? Кога се уписите, те прашувам. Кога се? Зарем добро слушам. Мамо, не шегувај се во врска со тоа, сега ќе ти паднам овде. Не зборувај глупости, оди да се подготвиш. И не се радуве дека ќе се спасиш. И јас доаѓам со тебе. Што е? Што е да не жалиш, што нема да бидеш сама таму, а? Не, мамичке, ти само дозволи ми, па доаѓај со мене во училиште. Не до толку, ама... Мамо, сериозно си, нели? Те молам, штипни ме. Ајде, штипни ме. Добро е. Ме боли. Пред да се премислам, смири се, те молам. Одам во Истанбул. Одам во Истанбул. Дилбер, Рашид. Повели госпоѓа Медиха? Одиме во Истанбул. Девојчето ќе студира. Да не се мешам во вашата работа, но вие не го сакате местото. Особено сега, ако одиме за девојчето. 5 Знам години. колку години ќе студира Рашид. Мислиш дека сакам? Мора да одам. Што можам? Не сакам со сила да ве натерам да го напуштите местово, но... Доаѓате со мене или не? Тоа сакам да ми кажете. Како ќе сакате вие, госпоѓо Медиха? Штом вие така сакате, така нека биде. Нема да му се јавите на Джесур. Тој да не знае известно време.
Добро. Добро? Значи се уште не одобри Омур. Ви треба нешто друго, господја? Не благодарам. Епа на здравие. Ердем се уште не се симна. Се уште не го завршија разговорот. Се затворија во соба и не излегуваат. Ќе дојде, душо. Се уште велам, камо ли Ердинч? Камо ли да не одеше Ердинч тој ден да го пречека Джесур? Немаше вакво нешто да ни се случи. Немаше да дојде до овој брак. Таа девојка е веќе наша снага. Не зборувај глупости, те молам. Ние те чекавме. Зборувавте ли? Омур не го прифаќа предлогот. Знае ли таа каква прилика е ова за нашето семејство? Зарем ќе одбие ова добра понуда? Нема да кажеш нешто, Ердинч? Мамо, јас веќе зборував со татко ми. И тој знае дека нема да биде ако не сака Омур, просто е. До сега јас никогаш не сум се мешала кога е во прашање работа. И што и е неизе, не сваќам. Ако не сака, нека не го гледа Джесур. И толку. Таа работи со емоции. Мамо, ова не е било каква тема. Има врска со минатото на Омур. Тој човек е причината за незината голема тага. Се чудам што си ги оставил работите така. Ако сакаш да ја оставиме малку да размисли, Ердем. Да не одбиваме веднаш. И јас да зборувам со Омур. Оваа тема многу ја растажи, тато. И јас ја растажив кога зборував. И не сакам да се упропастува повеќе. Те молам веќе да се затвори оваа тема. Ако треба, јас ќе најдам друг извор. Јави му се на човекот. И да се затвори оваа тема. Добро вечер. Добро вечер, Джесур. Јас чекав да ми се јавите. Ние зборувавме, Джесур. Изгледа ова партнерство нема да успее. Разбирам. Ме интересира нешто. Ова е одлуката на Омур или заедничка? Ердем ти кажа дека Омур треба да одлучи. Ја почитуваме незината одлука. Разбирам. Добро, во ред. Што да речам, здравие. Се гледаме. Пријатно. Благодарам. Мила, Што рекла? прифати ја со разбирање. Зборувавме и со него. Одбивме. Заврши веќе. Опушти се, ајде. Твоите сигурно ми се лутат. Да ја затвориме темава, те молам. Ти благодарам. Ти ветувам. Ова е последен пат. После ова нема да се мешам во вашата работа. Ниту еднаш. Ништо. Ништо не ми значи повеќе од тебе. И треба да го знаеш тоа. Ти си мојот живот. Ајде, оди одмори се. Многу си напната. Јас ќе одам да зборувам со татко ми. Добра ноќ, Мила. Добра ноќ.
Не можев да заспием од нервоза. Ми оттекоа очите. Како гревче си, Ајлин. Каде и да е, само суфлеп јадеш. Мамо, можеш да дишиш малку на сабајла? Вие немавте клуб за рејки? Не помага ли рејкито во вакви моменти? Господи Боже. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Сака некој сок, ладена. Не, ние се напивме ладна вода со татко ти. Доволно ни е. Мила? Господин Ердинч, господин Джисур сака да зборува со вас. Само малку. Господин Джисур е овде. Нека влезе. Што се случи? Джесур дошол. Не можеме да го вратиме господинот кој ни доаѓа на врата. Ако не сакаш ти, јас ќе зборувам. Ердинч, и ние да слушнеме што ќе рече. Ако дозволите и ние да се вклучиме малку. На умор, ако и пречи, може да оди во соба. Нели така? Не добро ни е, мамо. Нели умор? Мила, нека дојде одзади во градината. Повелете во дворот. На здравје. Добре дојдовте. Извинете што пречам, што ве вознемирувам. Нема проблем. Ова е за госпоѓата. Може би така ќе ми опростат што ве вознемирив. Многу се убави, ви благодарам. Повелете. Благодарам. Сундус, стави ги во вазна. Добре дојдовте. Здраво. Здраво. Да ве послужам нешто. Може еден чај ако има. Простете што дојдов ненајавен. Воопшто не сакам да пречам. Навистина многу ме растажи вашиот одговор. Помислив дека не се изјаснив убаво. Повелете година. Благодарам. На здравје нека ви. Не можев. Морав да дојдам тука и да разговарам. Имаме заедничка рана. Единствено што сакам од вас е да ми дадете шанса. Јас многу се каам, но за жал нема што да правам. Сакам да направам нешто за да ми биде мирна совеста, за конечно да ја затворам таа тема, за да можам малку да си опростам себе си. И верувам дека ова е последен пат, ветувам. Ако таа инсистира да не соработуваме, веднаш ќе си одам и ќе си барам друг партнер и повеќе нема да досадувам. Но секако не сакам да го направам тоа. Навистина не сакам омор. Ви пожелувам секогаш да бидете заедно. Твоја одлуката, Омор. Што велиш?